Значи ќе збориме за папучарство и идејата на папучарството е дека некој маж кој што робовски ја слуша својата сопруга и која што таа цело време го контролира и он има благ страф од неа. Тоа е дефиницијата за папучар. Така да, ако некој има страф многу од својата сопруга и таа цело време го колва и цело време му наредува и цело време на неубав начин го контролира, ама он се плаши и се повинува на се, тоа е дефиниција на тоа. И она што го кажав е дека у суштина тоа е неубава состојба на умот за било кој човек, без разлика дали е маж или жена, секој кој што така реагира или што така се покорува и едноставно нема свој глас и нема своје ја, лоша менталната состојба, нели? И од тој аспект ќе зборувам денеска, но затоа сум зборел многу. Имате ситуација каде што, ако што едниот човек во оваа ситуација, затоа што станува збор за папучарство, се мисли дека жената е предоминантна и кога ќе имате ситуација каде што таа предоминантна жена не му дава простор на својот сопруг и го контролира и му наредува и овој па покорно и се плаши, во тој случај имаме таа дефиниција за папучарство и се слагаме дека мислам дека на никого нема убаво дури да гледа таква ситуација. Нели сте виделе во дадени ситуации кога ќе ви дојдат некој може и брачен пари и женава е така доминантна, стани, кој да го именувам, стани, седни, овој ќе стане, ќе седне, сега збори, сега не збори, сега пеи, сега не смееш да пееш, ајде сега многу јадеш, не јади толку. И сега како и да е, он е навикнат на роботизам. Гледате, затоа што за ова сум зборал многу, не сакам да се навраќам, друга поента имам за денешниот лайф, ама ајде да го избуткам и овој дел, затоа што овој дел е тој дел кој што е класичната дефиниција за папучарство, за кој што се слагаме дека не е убава состојба на умот на било кој човек, затоа што секој кој што е премногу доминиран, кој што е премногу контролиран, кој што едноставно нема свој јас и кој што нема свој простор, не се наоѓа во добра состојба. Само што тука рековме дека во оваа терминологија значи дека жената е таа која што е доминантната, а мажот е тој кој што е покорниот и кој што ја слуша. Но оваква ситуација може да се најде синот, оваква ситуација може да се најде жената, оваква ситуација може да се најде керката, каде што едниот човек е многу доминантен, а другите луѓе се покоруваат на неговите желби за да не дојде до конфликт, за да не дојде до ситуација каде што ќе се караат и се отстапува постојано просторот на другиот човек и другиот човек нема своје ја. Но знаете што се случува во вакви ситуации кога на таквите луѓе кои што се на тој начин постојано доминантни, постојано им се попушта, не идејата да им се пркоси, да им се вика, да се тепат луѓето, никој случај не е тоа решение, но убаво решение е човекот да застане и да има свој простор и да има свој став и да има своје ја, поради тоа што неговото јас фактички значи да има свој став и да има храброст да го има тој став наспроти сопругата или сопругата наспроти мажот или едноставно и детето да си има свој став, затоа што го брани неговиот простор, нашиот простор ни ја дава разумноста фактички. Луѓе, ова морам да го сватиме. Просторот кој што ние го имаме е тоа што ни го дава разумноста. Секој човек кој што ќе му го одземете просторот, колку повеќе му е одземен просторот, толку повеќе, ајде да се вратам на тој реактивен подсвесен ум кој што го објаснува Хабард во својата книга Дианетика, тој почнува да се вклучува и тој и најздраво разумниот човек ќе го побудали. Затоа што во тој реактивен ум се сите тие негативни ситуации, се болките снимени, се травмите снимени, се негативните контроли снимени и така натаму, така да кога на некој човек ќе му го одземете просторот, а просторот се гради преку својот став и не да кажеме став, па имате некои луѓе кои што имаат фикс идеи, кои што имаат став, кои што никогаш нема да го коригираат, тие па луѓе не гледаат. Имате луѓе кои што го има тој свој став и не го пушта тој свој став, без разлика колку не му е разумен тој став. Не зборам за таквиот тип на човек. Зборувам за човек кој што си има свој став, кој што има храброст да го каже својот став, кој што има храброст да го држи тој свој став, кој што може да го смени тој став во насока на подобар став, и тој човек е здраворазумен. Но што се случува кога ние не смееме да имаме наш став? Ќе видите баш во такви ситуации каде што не смеете да имате ваш став, ќе има папучари, ќе има
луѓе кои што слепо следат некој друг, ќе имате луѓе кои што немаат право на глас, ќе имате луѓе кои што се под влијание на преголема негативна контрола и едноставно ќе имате луѓе кои што нема да бидат среќни. Зошто нема да бидат среќни? Затоа што не го креираат они со својот собствен живот, затоа што се влезени во животот на другиот човек. Фактички не дека се влезени во нивниот живот, него сте влезени во командата на некое друго битие и тие го немаат својот контролен центар и затоа што го немаат својот контролен центар, ја немаат својата одговорност, не смеат да носат собствени одлуки. Зошто? Поради тоа што секоја донесена одлука ќе биде ќе најде на критика и ќе биде омаловажена и ќе биде деградиран тој човек и на крај се викате зашто јас сакам да бидам во оваа околина, зашто јас сакам да бидам во овој простор. Било кој простор каде што не можете да се окажете вашето мислење, каде што едноставно никогаш не е по ваше, каде што секогаш е под влијание, кога сте под влијание на некој друг и кога секогаш некој друг мора да биде во право и вие никогаш не ви е даден можност да бидете во право, тоа е простор каде што едноставно сте под лоша контрола. Сте под лоша контрола затоа што едноставно навлекуваат на игра во која што нема да има победник. Тој човек, знаете, имате ситуација со такви луѓе кои што така контролираат, може да ги наречете енергетски вампири, може да ги наречеме супресивни личности, затоа не викам дека некој ако папучар одма значи дека до него има некоја супресивна личност, енергетски вампир, не го викам тоа, но можно е. И она што сакам да го спомнам е дека имате некоја ситуација каде што кој имате толку доминантен човек, другиот не може да пробие. Не може да никне, дре. Зошто? Затоа што тој кој што контролира цело време, тоа е растение кој што расте само кога другите цвеќиња околу него ќе овенат. Верувајте ми, има цвеќиња, односно нема такви цвеќиња, но таков тип на човек, таков калибар на човек кој што све сака да контролира, кој што све оно право, кој што е најдоминантниот, ако го споредиме со светот на растенијата, замислете како да имате некој цвеќе кога вирее и е срекно, кога другите цвеќиња ќе овенат. Се викаш, како овие другиве цвеќиња да вираат во таква атмосфера, нема шанса. Нема шанса. Така да, сакам да кажам дека без разлика која е улогата, дали станува збор за маж, дали станува збор за жена, дали станува збор за деца и така натаму, кога не им е дадено правото да донесат своји одлуки, кога не им е дадено право, затоа што гледате, ќе ви кажам една работа, одлуката е поврзана со разум. Не сите одлуки се разумни, но вистинските паметни одлуки се поврзани со разум и се поврзани со гледање. Знаете што се случува кога еден човек постојано ќе го кратите, постојано ќе го омаловажувате, постојано ќе му едноставно кажувате дека не е управо. Тој човек веќе не гледа, тој човек слуша. Слушнете ме сега. Кога имате човек кој што е постојано критикуван, тој човек веќе нема да гледа. Тој човек ќе слуша. Тој човек ќе биде покорен. Тој човек ќе почне да не сака да креира проблеми, затоа што неговиот став, он вика, окей, неговиот став е сега проблем. Гледате како негативните луѓе не наведуваат да мислиме дека нашиот став е проблем. Нашиот став не е проблем. Тој човек си има проблем околу нас. Нашиот став не може да биде проблем. Ние сме си ние и ние си имаме свој став. И ако ти треба да го кажеш твојот став или да го едноставно да го живееш твојот став и на тој начин да го живееш животот, ако имаш до тебе човек кој што ќе ти го спори тој став, кој што ќе ти прави проблеми за се и се што, едноставно она што ќе се случува, тој човек помалку ќе сака да биде буден во животот, помалку ќе сака да гледа. Помалку ќе биде буден. Погледнете луѓе кои што се издоминирани. Ви текнува еднаш што ви кажав еден пример, да го повторам зашто е интересен е. Замислете, имате некоја ситуација, мажов и женава се враќаат од одмора, се враќаат од некаде на одмор и доаѓаат на границата и ја гледаат колона, има 3-4 колони и сопруга вози и ке застане некој од таа у колоните, од една од колоните. И одеднаш таа другата колона која што е до нив, десно од нив, ке почне побрзо да се движи. И женава, која што е доминантната, бе, све утнеш, бе, еднаш да ја погодиш колона, еднаш да ја погодиш колона. Сам мажов ке се штрекне, ме коригира штрекне од избувливоста на женава и сега он, затоа што не ни очекувал у тој момент дека за таква банална работа ќе биде искритикуван, он се станува предпазлив, сега гледа дека таа десната колона побрзо и он ќе се престрои од десната колона, ама
као што обично и бива, Марфиев закон, левава колона кај што он фактички си бил, се ќе продолжи побрзо да се движи, зашто таа кај што успор. Бе малер си му вика жена, бе кај да отидеш, гледаш успоруваме и се овој не знае пусти еден што да прави. Дал да се враќа у левава колона, оваа да не го кара, дал да остане оваа колона, едноставно тензија е направена. Зошто? Затоа што имате таков тип на човек околу него. И се ќе помина таа граница, доаѓаат на наредната граница, доаѓаат на нашата граница и овие се гледат 4 реда. Колониве се од горе доле исто. И прво нешто што прашува жена, вика, кај да се престројам? Кај да се престројам? Тоа е, видите, тоа е, за мене тоа е папучанство. Гледате, не заради друго, него си кажеш, гледате, човеков нема став. Значи мора да си го има човеков и својства, ама он е вака исплашен, штрекнате малку и се прво што доаѓа кога ќе ги види колониве 4, каде што едноставно не знае сега кај да паркира колава и прво нешто што праша жена му, кај да се престројам? У која колона? У која колона? Еј, луѓе, ако почнеме да прашуваме некого у која колона да се престројам затоа што не може да донесе тој одлука, не разбирате, до кај отиде ситуацијава. А што е за големите прашања, што е за големите одлуки, што е за убавите цели? Не разбирате? Што е со сето тоа? Сега, ако имате некој си човек кој што цело време ја прашува жена, бе кај да се престројам, нареден пат идат пак на граница, му се враќа истата сцена, човеков е под стрес, 5 километри пред граница, више мисли што ќе се случи. И како ќе дојде се вика, леле, само да не се исти колониве. Ме разбирате? Ако се исто подредени колони, мој вика невратен стрес, затоа што он го памти тоа и сега цело време излагање, влагање, удржавање, идење по странство, он ја праши у која колона се престрои. Тоа е негативна ситуација. Ја би рекол. Гледате, ама исто и жена во дадена ситуација. Може би жена во вози, го прашува мажот, кај да се престројам? Не знам, одлучи ти. Не е ни важно. Треба да имаме, дечки, треба да имаме свој став и треба да си донесеме своји одлуки за многу важни работи во нашиот живот. Не станува збор за тоа да немаме конфликт. Со такви луѓе, колку повеќе простор им давате, ако се зборувам за таков тип на луѓе, ако му даеш еден прст, цела рака ќе ти земе. Абе не да не знаеш у која колона се престроиш, нема да знаеш, ќе се облече и ќе рече, затоа што на цело време го критикува. Ќе направи некоја комбинација на облека, све нешто ќе се дотера. Злато, вака ми одговара или не ми одговара? Абе искочи. Може ќе се свиѓа, може нема да се свиѓа. Битно е дали ти се свиѓа на тебе, не? Затоа што во таа ситуација можеме да се запрашам, не викам дека некој човек може да бара мислење од својата жена, апсолутно може да бара мислење за краватата, за оделото, за кошулата, за све. Топе. Ама ако цело време ја праша зашо оваа го контролира, цело време го критикува, бе не ти одговара чорапите со кајшот, не ти одговара ова со машната, не ти одговара тоа со тоа. Ако цело време го крати, ако цело време го доминира, ако цело време го контролира, видите, човеков нема да биде сигурен и дал му одговараат фармерките со блузонот. Ме разбирате, затоа што не е сигурен. Ама што се случува тука? Тука станува збор за некој кој што е доминантен, кој што сече, кој што контролира така остро, така, знаеш што, так, као зелкичка, так, ке го исецка, он нема шанси да има своја енергија, да има своја слобода, едноставно, така. Тоа е. Но, ќе ви кажам за друга ситуација за која што ствари сакам да зборам денес. Имате ситуации каде што некој човек е едноставно джентлмен, и едноставно е многу културен, е многу љубезен, е многу добар, и другариве негови, кои што веројатно они па ја доминираат нивната сопруга, ќе го наречат него папучар. Ме разбирате? Гледате, имате ситуација каде што имате некои другари, каде што они се главните батки, мачомени, така натаму доминираат све околу нив, вклучувајќи ги нивните жени на неубав начин. Сега, они ќе му извадат на некое момче кое што е фино, културно, љубезно, кое што е джентлмен, фактички со седовојката, со својата сопруга, и они ќе му извадат дека он е папучар, а уствари не е папучар.
Ете, станува збор за човек кој што има респект, човек кој што има почит и човек преди секој што има одговорност. Зошто? Затоа што, гледайте, некојаш имаме идеја дека окей, тоа не е моја работа, тоа е работа на жената. И гледайте, дефинитивно може да има и дефинитивно и се слагам дека има некои работи кои што се по-машки, некои работи кои што се по-женски, но да ви кажам искрено, кога живеете сам, а ја живеев сам долго време, нема машки и женска работа. Човекот научува да работи све. Гледате, човекот може да научи да работи се. И може да пере садови, и може да усисава, и може да пегла, и може све да прави, и повторно да е джентлмен, и повторно да е маж. Затоа што, гледате, станува збор за одговорност, станува збор за колку може да ја види другата страна, колку на другата страна и треба помош, колку може би сопругата е изморена, може би вечерта он проценува дека не треба да иде у кафана со другарите, ама затоа што другариве излагаат у кафана и веројатно да се разбереме. И на тие што излегат у кафана и на тие веројатно жените им збореле да не едат и така натаму, ама и дошле до кафаната и сега се мачоменовци и сега другиот човек кој што нема да у кафана, тој е папучар. Така да сакам да кажам, имаме такви ситуации кога ќе имате некои луѓе кои што уствари не се папучари. Не станува збор дека он е некој кој што е доминиран. Не станува збор дека он е некој кој што нема право на глас. Не станува некој кој што е робовски издоминиран и така натаму, туку станува збор дека е стварно окей човек кој што има многу убава релација со својата сопруга, кој што не ја почитува многу. Но можеби другите луѓе го немаат тоа, можеби другите луѓе знаете како викаат во Америка, вика потребно е да си гениалец да видиш гениалност. И некогаш другите луѓе кои што немаат сенс за такво нешто, не може да го разберат другиот човек кој што го има тој сенс. Разбирате, имате луѓе кои што некогаш имаат сенс за нештото да го направат и го прават, и други луѓе кои што немајќи го тој сенс, немајќи го тоа чувство за другиот човек, или можеби дека треба да помогнат по дома, или можеби дека и нивна одговорност е сето тоа, не може да го препознаат нештото кој што другиот човек го прави, или може да го препознаат и ако го препознаат има шанса исто така и да се сменат и самите тие. Така да од моје искуство неа што сум го видел е дека има ситуации каде што неправедно луѓето ќе бидат окарактеризирани дека се папучари, а уствари станува збор за многу кул ликови кои што се многу јаки, ја би рекол. Не разбирате, затоа што за мене што е јачина? За мене јачината е во разумот. Не е јачината во контролата или не е јачината во доминацијата. Јачината е во разумот да видиш во кој момент што е потребно и која улога ти треба да ја превземеш во даден момент. И ако во даден момент не е момент за, не знам, излагаме се сите и нема ништо лошо човекот да се излезе машко друштво, нит па женско друштво, се е тоа окей, но во даден момент човекот мора да направи исто така проценка што е тоа кој што човекот треба да го одлучи и што е тоа кој што ќе е поисправна одлука. И кога луѓето ги донесуваат тие разумни одлуки, уствари мислам дека другите луѓе го разбираат тоа, но поради таков тип на, ајде така да кажам, шеги, шали, се користат тие терминологии, еве го папучаров, еве го ова, еве го она. Но ќе ви кажам искрено, на таков тип на папучари, па ич не гајле што другите збора дали се они папучари. Не знам да сте приметиле. Кој имате таков свесен и разумен човек кој што ќе го крстат папучар, а не е, но тој па не му е многу важно дали го етикетирале како папучар или не. Зошто? Затоа што е над таа игра на папучарството. Над играта е. Човекот е над тоа ниво. Он е на ниво каде што сваќа дека слуша од него се бараат дадени работи, се бараат дадени обврски кои што човекот треба да ги реализира или да ги направи. Ќе ви кажам една работа. Имате и дадени типови на жени. Имате некоја жена која што флерта со зафатениве мажи и така натаму, и таа може да почне да збори дека тој е папучар. Не знам да сте приметиле. Си имате некој маж кој што си е фино лепо у супер врска и така натаму, и има некоја друга жена која што у суштина е во некоја безврска игра
да го привлече вниманието на другите мажи, и кога мажов не реагира на таква врска или на таква игра на таа жена, и тој може да добие титула папучар. И тој може да добие титула папучар, да се разбереме. Но поради тоа што тој не изреагирал на провокациите на оваа жена, кај на него не му е гајле дал ќе добие од таква личност надимак папучар. Што гледате, не станува збор само за мажи. Имате ситуации каде што и жените, сакајки да влезат во игра со некои мажи кои што се зафатени, не можејќи да го привлечат нивното внимание, единственото нешто што може да го направат е да го именуваат мажот дека е папучар. Ама тој не е. А тој е свесно битие, кој што си знае која е неговата господја, која е неговата женичка и каде му е на него местото. Зашто поентата, гледате, тешко ни паѓа само кога сме премногу под влијание на околината која што уопште не треба да има влијание врз нас. Гледате, тешко ни паѓа само кога ние сме поврзани со ликови кои што фактички тие не контролираат. Гледате, у оваа ситуација имате човек кој што не е папучар, има другари кои што му викаат дека е папучар, или имате некоја девојка кој што она го брка него, вика он е папучар. И ако на нас такви комуникација од таков тип на луѓе ни е премногу влијателна и премногу влие на нашето расположение. Леле, дал ке ме речат папучар, дал таа ке мислија дека сум папучар. Ако веќе на тој човек почнало да му влие тоа, видите, тој ќе се бори на глуп начин да не биде папучар. И тој ќе почне да има конфликт со својата сопруга. И ќе се докажува дека не е папучар и така натаму, и така натаму, и така натаму. Видите, но многу е важно да имаме свој став. Видите, многу е важно да имаме, да гледаме кој околу нас каква игра сака да ни наметне. И кој, зошто го употребува тој збор, за да ни, може би, повлијае, затоа што тој е дел од контролата. Видите, некојаш овој термин папучар се користи баш во насока на контрола, да го отрнат човекот од некоја врска во кој што е тој среќен. И затоа се користи оваа терминологија, за да допре до, ајде така да кажем, машкоста на човекот и така натаму, и така натаму. А верувајте ми, ако имате високо свесно битие кој што му се јасни многу работи, проблемот е кога не ни се јасни работите. Ете, ќе ви кажам, најголеми проблеми луѓето ги имаме кога не ни се јасни работите. Кога работите почнуваат да ни се искристализируваат, кога почнуваме работите да ги гледаме, кога ни стануваат јасни, тогаш, да ви кажам искрено, немаме никаков проблем. И од друга страна, знаете, секој еден од нас има задача во различен сегмент и на работното место. Знаете, имаме одговорност кон работното место. Но исто така имаме одговорност така да окрстам работното место на домот и така да во даден момент тој е многу поважен дел отколку нешто друго. Но секако се сложувам дека мислам дека треба да има време и за дружба, треба да има време и за дом, треба да има време за секоја ситуација. Сакам да ви прочитам само нешто. Само компјутерче да го уклучам. Но имате секакви ситуации. Како и да е, не треба да се донесеме во ситуација каде што дадени ликови исто така, кои што не си ги превземаат своите обврски и кои што не си ги превземаат своите одговорности, ќе ни наметнат дека сме папучари. Само момент, дајте ми секунда. Момент. Океј, ви си изгасува. Да го направим електрична енергија. Така да бидете волни да преземете одговорност вие
во дадени ситуации и немојте да бидете доминирани, ја би рекол, да не го искористам тој термин, од било кој што цело време го контролира и кој што цело време едноставно прави работи кои што ќе го сруши вашиот став и вашиот разум. И од друга страна имате и ситуација каде што едноставно треба да продолжиме наводници да бидеме папучари, тоа значи да бидеме одговорни за останатиот дел. Не се слуша затоа што го заборив микрофонот. Ама ја би требало да еве. Сакам да ви прочитам нешто многу интересно, затоа што гледате, окей. Фала ви дечки на информацијата. Мислам дека сега се слушам. Гледайте. Се слушаме така? Да. Знам, дечки, секојаш ми каснат комуникациите, ама се извинувам. Сакам да ви прочитам нешто многу интересно. И ова сакам да стане мото помеѓу сопругот и сопругата. Гледате, затоа што има нешто што се вика одобрување на суштествувањето. Многу убаво го објаснима тука Хабард, вика вака. Што вреднувате или што валидизирате? Она кое што го валидизирате, тоа живе. Ако сопругот ја валидизира сопругата, она ќе живе. Ако сопругата го валидизира својот сопруг, тој ќе живе. И вика, ова има врска со одобрување на суштествувањето. Гледате, ние сите имаме некој тип на суштествување, идентитет. Вика, му давате живот на нештата. Одобрување на суштествување фактички значи давање на живот на нештата. Вика, секој момент гледате, сакам да ви прочитам нешто многу убаво. Станува збор за комуникација, само дајте ми момент да го преведам ова. Вика, секој момент кога си ја давате себе си размислата дека тие живеат, ова е одобрување на суштествување. Фактички, гледате, ако некој дојде дома и го игнорирате, не му одобрувате суштествување, што му викате, не постоиш. Ви текнува кога ви дадов една многу убава дефиниција од Хабард за љубов, вика интензитет на среќа упатен во дадена насока. Тоа е точно дефиниција за одобрување на суштествување на некој начин. Вау, добар ден, како сте? Вие мене ми давате живот, и ја вас ви давам живот, се надевам, со сите овие предавања. Сега, ако јас на вас ви дадам живот преку убава комуникација, преку весели емоции, преку внимание, и вие мене ми го направите истото, тогаш живееме. Тогаш овие лајвови ќе траат, тогаш оваа комуникација ќе трае. Сега гледате што вика. Вика, секој момент кога ќе си ја дадете на себе си размислата дека тие живеат, тука се, луѓето се тука, они се живи. Комуницирам со нив. Тие живеат. Ова е одобрување на суштествување. Одобрување на живот и така натаму. И се гледате што вика. И тога животот останува конектиран еден со друг, се додека тие си одобруваат еден на друг живот. Како не си одобруваме еден на друг живот? Ѓубре едно, катастрофа бе, идиоте, тоа не е одобрување на живот еден на друг. Вика, се додека си одобруваме живот едни на други, таа конекција ќе опстане. Таа конекција ќе постои. И овие лајвови ќе траат, затоа што ја на вас ви давам живот, вие мене ми давате живот. Вие мене ми го одобрувате идентитетот или суштествувањето, ја вашето. Но што викаш понатаму? Но нештата, кога тие ќе почнат кога ќе стопираат да си даваат живот еден со друг, тие се распаѓаат и почнуваат да стануваат одделени.
единични луѓе, единици, кои што не се способни да комуницираат и кои што се во многу лоша состојба. Гледайте, но кога нештата ќе прекинат да си даваат живот едни на други, тие се оддалечуваат, стануваат одделени единки, неспособни да комуницираат и стануваат да бидат во многу лоша состојба. Луѓе, ако си даваме еден на друг одобрување на суштествувањето, прекрасни сте, супер сте, шампиони сте, вие сте amazing, значи толку сте добри што едноставно ве обожавам. Вие мене ми давате повратна информација дека јас сум супер што постојам. Гледайте, вие доаѓате на мојот лайв, 405 луѓе ми давате живот, ми давате значење на овие мои комуникации, јас сакам да ги правам, зашто? Затоа што вие ми давате мене убави комуникации. Јас ви давам на вас убави комуникации. И се додека тоа го имаме, таа конекција ќе продолжи да биде заедно и ќе останеме заедно како група. Но што ќе се случи ако имате ситуација во бракот како, не знам, некој на некого постојано доминира и постојано лошо го контролира, не му дава суштествување, не му одобрува суштествување, не му одобрува живот. И ќе почнат кавги, ќе почнат едни со други да се негираат, да се деградираат, да се омаловажуваат. И одеднаш почнува разделувањето. Затоа што почнуваме да стануваме единки сами по себе, кои што не сакаат да преземат одговорност за другиот човек. Кога сакаме да преземеме одговорност за другиот човек, кога другиот човек ни дава одобрување на суштествување, ние кога му одобруваме суштествување и постоење на него. И ако го немаме тоа, луѓе ќе се разделиме. Затоа што ниеден човек не сака неприфаќање, не сака лоша комуникација, не сака да биде деградиран. Никој човек не го сака тоа. И решението е одделување од групата. Така да, гледате, целата поента е, најдете нешто добро кај вашиот партнер брачен. Без разлика папучар, не папучар. Предпоставувам дека овој вториот тип на човек кој што е фактички многу одговорен, дајте му ја потврдата, дајте му ја пофалбата. Најдете ги убавите работи кај него. И ќе видите колку пожив човекот ќе стане. Ќе стане до толку жив, што тој ќе почне да ви враќа со убаво. Затоа што ако имате еден човек кој што е постојано инвалидизиран, деградиран и е смален, го носите во темните страни на неговата душа и негативните делови на неговиот реактивен ум. Но кога ќе му дадете многу пофалби, потврди и ќе му кажете колку е шампион, ќе го донесете во висината на неговата душа и во свесните нивоа на неговиот ум. И со такви нивоа на свесност и на духовност нема шанси да не ви врати субаво. Океј, се гледаме повторно во среда на нов лайф. Ве сакам, ве почитувам, ви благодарам многу. Се гледаме повторно во среда. Ве обожавам. Чао!